На вчерашното предавање на донацијата на Институтот за судска медицина, шефицата на Светската здравствена организација во нашата земја, Џихан Тавилах, ги поздрави заложбите на здравството во справување со ковид кризата и ги охрабри надлежните да продолжат со истиот ентузијазам и посветеност во идните проекти, особено во процесот на вакцинација. Донацијата на СЗО го зајакнува капацитетот на медицинскиот факултет за молекуларната дијагностика. Опремата која сега значително ќе го зголеми бројот на анализи за детекција на COVID-19 на дневна основа и ќе овозможи високо ниво на заштита на вработените, во иднина ќе се користи и за други анализи, потенцираше министерот за здравство доктор Венко Филипче во изјава за медиумите. Светската здравствена организација се покажа како еден од нашите најсериозни и најголеми партнери од почетокот на оваа криза, се разбира и во претходниот период на други полиња на соработка. Тоа беше институцијата од која што на глобално ниво доаѓа првите сознанија во врска со вирусот, начинот на ширење, препораките, мерките превентивни и така натаму. И ова е сега еден сегмент на соработка кој што значи сериозно зајакнување на лабораториските капацитети. Деканката на медицинскиот факултет во Скопје, професор доктор Сања Топузовска, истакна дека оваа опрема ќе овозможи на лабораториите да го зголемат својот капацитет. Се работи за 3 биосейфти кабинети со високо ниво на заштита и еден автоматски екстрактор за изолација на вирусна РНК, како и реагенси за 3000 анализи. Шефицата на канцеларијата на СЗО во Македонија истакна дека ковакс системот не е во прекин и дека вакцините за брзо време ќе пристигнат и во нашата земја.